Добеде повторно, драги мои, во уште едно издание на Политикрон, каде што патуваме низ времето, низ просторот и се обидуваме да најдеме некое решение за сите оние проблеми, за сите оние трауми во кои што не ставија во изминатите децени, луѓе на кои што очигледно воопшто не име местото, ни во јавната сфера, ни во јавниот живот, а камоли да управуваат со судбини на илјадници, десетици, стотици илјади на луѓе. Во минатите епизоди ние често пати зборувавме за разни аспекти на политиката, на политичкото, се обидувавме да го најдеме тоа политичко, таа негова содржина, не да ја дефинираме во некоја строга, помалку банална форма, туку јасно да го пронајдеме, да го опипаме, така да кажам, да видиме докаде се неговите граници. Нешто како што постојат граници меѓу морето, копното, реката, планината, така и тоа политичко, јасно да се разгледа, да се омеѓи во однос на сите други општествени форми, во однос на културното, уметничкото, стопанското, спортското, невладиното би можел да речам, она што во ова општество може би е најголемиот проблем, каде што никогаш не се направи јасна разлика меѓу невладиниот сектор, кој што по ниту една дефиниција не може да биде политички, затоа што не учествува во власта, не ја дели одговорноста со конкретните генерации, ниту пак со оние генерации што ќе дојдат. Никогаш нема да биде препознат невладиниот сектор како оно што конкретно бил носител на власта, било да се работело за прв човек на државата, било да се работело за дипломати, било да се работело за министри, за пратеници, представници на народот. Во ниту еден од овие случаи општеството не може да ги даде оние форми кои што може и секогаш ги давала политиката. За да го сватиме ова, треба да се навратиме на корените на политичката философија и да се запрашаме дали политичките мислители во текот на вековите создале некои сваќања во кои што може да ја сместиме сета таа сфера на политичкото. Слично како што, например, во атмосферата разликуваме долни, горни слоеви, разликуваме биосфера, например, сиот овој жив свет, па разликуваме и кумена, каде што човечката цивилизација допрела. Дали на сличен начин може да определиме една политичка атмосфера, ајде да ја наречам, една политичка сфера во која што политичкото е централен елемент и таа оска на политичкото, колку што се вртат сите тие други тела, е централна за разбирање на сета оваа сфера. Би требало да се навратиме на Платон, еден мислител кој што денес се смета за основоположник на политиката како таква, во теоретска смисла, и од која што со векови ќе црпат не само европските, христијанските, туку и еврејските, исламските мислители, и кој што никој друг до Лео Штраус, кој што денес го сметаат за татко како на неоконзервативците, така и на современата десна мисла во Соединетите држави, ќе го донесе пак и ќе го актуализира во западната преданглосаксонска мисла. Заедно со Платон, Лео Штраус ќе ги отвори вратите на исламската и на еврејската мисла и Соединетите држави во еден интелектуален поглед од некоја крајна периферија ќе ги претвори во центар на светот тоа што и денес го гледаме, каде што без таа теорија, без тој теоретски товар интелектуален, без таа Айви Лига, без тие think танкови, никогаш не ќе можеше да го направи тоа што конкретно го направија на планетата Земја, и позитивно, за жал, и негативно. Според Платон, државата, во тоа време тоа може да биде некој полис, град, држава, може да биде и нешто што повеќе потсетува на ова што ние подразбираме под држава како земја, например една конкретна, е во основа заедница на политички свесни луѓе, тоест на луѓе кои што придонесуваат кон таа заедница. Ова би можело да се нарече политиума. Ние би можеле да го преведеме токму како сфера на политичкото. Немаме некоја кованица која што до крај би одела, например, кон една лингвистичка конструкција, но може да инсистираме на политичка сфера како или политичка заедница, се политичка заедница, во која што влегуваат сите луѓе и нивните организации кои што меѓу себе можат да бидат испротивставени, како например политичките партии, разни врсти на организации, герилски, например, милитантни, граѓански, кои што ги прифаќаат правилата на играта, но кои што ја создаваат таа политиума. За да видиме до каде оди оваа политиума, би било интересно, например, да се земе случајот со Шпанската граѓанска војна. Тука имаме судир на неколку партии со нивните вооружени милици, кои што водат брутална граѓанска војна неколку години. Сите тие сочинуваат шпанската политиума. Зошто?
Затоа што секој народ има своја политиума. Надвор од таа политиума, тој народ не може да постои како политичко битие. А еден народ, кога влегува во историјата, па макар бил едно маргинално, непознато амазонско племе, тој народ делува и како културно, и како стопанско, и како политичко битие. А секое политичко битие има своја има своја политиума. Политиумата на шпанскиот народ настанувала постепено со вековите, настанувала во борбата за слобода против маврите, настанувала со Колумбо и откритието на новиот свет, настанувала со барокот, со апсолутизмот, настанувала со новите слободи во 19 век. И сите тие традиции ги создале во 30-тите години републиканците, марксистите, фалангистите од друга страна, карлистите една врста на народни монархисти со социјална одговорност. И овие групи биле карактеристични само за Шпанија. Јас се сеќавам на еден мој разговор со еден наш голем пријател, кој што доаѓа секоја година овде на филозофскиот филмски фестивал и дискутиравме за професорот Валјадолид и дискутиравме токму за разликите меѓу карлизмот и фалангизмот. И тој на едно место ми рече, па знаеш што, тој од стара карлистичка фамилија, мојот татко, иако десен, постојано го гаснеше телевизорот кога тука ќе излезеше Франко. Затоа што тие се десни антифранкисти, нешто длабоко вкоренето во шпанската политиума и апсолутно неразбирливо за французите да не одиме по на исток кон народите кои што ни се поблиски по менталитет и по политички сваќања. Ова политиума кај амазонското племе би бил тој совет на воините, поглавицата, врачот, тие неколкумина кои што ги водат тие јавни работи, таа јавна сфера на племето. И како што тоа го има таму, како што го има Шпанија, го има секоја земја. Ова политиума во услови на едно граѓанско општество се развива во една, би ја нарекол, модификувана форма. Во форма која што е прилагодена на уставноста, прилагодена е на парламентаризмот, прилагодена е на оној скелет кој што уставот и конкретните правни норми го даваат за тој народ. Затоа секој народ има свој посебен устав. Оно што е добро за американците, председателскиот систем, не значи дека е добро за британската монархија. Оно што е добро за британската монархија не значи дека е добро за француската република и нејзиниот полупредседателски систем, например. Оно што е добро за тој систем не значи дека ќе биде добро за италијанската парламентарна република. И така натаму, например, системот на Турција не значи дека ќе е добар за Индија и се до Кина и Јапонија. На овој начин политиумата го условува еден друг феномен кој што овие теоретичари сега по углед на Платоновата политиума му дават име партиума. Партиумата е конкретната модификација во времето и просторот, во условите на уставно владење, кога тој устав, тој скелет, го определува севкупниот организам, овој хардвер може да работи само со определен софтвер, а тој софтвер е во овој случај партиумата. Одредени партии, кои што може да ги изнедри само конкретен народ, ги спомнавме карлистите, фалангистите, републиканците и комунистите, марксистите во случај на Шпанија, а она што постоело во Шпанија во тоа време не постоело во Германија, уште помалку во Советскиот сојуз. Во Соединетите држави во Британија бил сосем друг свет, сосем поинаква партиума. Затоа и денес, кога се повикуваме на разни искуства, ние често пати го занемаруваме сопственото политичко битие и со тоа правиме едно брутално издајство врз сопството, врз она што ни е иманентно на нам, и било како на поединци, било на нашиот народ, како историски феномен, кој што постои, кој што е единствен, како таков. Секој народ си има свој карактеристики што го разликуваат од другите, и оние блиските, и оние подалечните, и како таков тој создава политички форми, правни форми и форми во сите други општествени сфери на постоењето. Во овој случај не е лошо да се подсетиме на двајца заборавени политички мислители од германската политичка и правна традиција од 19 век. Веќе тоа се два брата Ремер, Теодор и Фердинанд Ремер, кои што создаваат едно, и тоа како изборно учење за политички партии, во кој што партиите ги делат на 4 категории во однос на развојот на самиот човек. Например, сметаат дека човекот како дете, како млад, како зрел и како стар, не пројавува ист карактер. Младиот пројавува еден карактер на
една вечна игривост, например, на кај што фантазиите се бурни, одговорноста скоро и да не постои, цело време се бара некоја заштита. Нешто што многу потсетува на овие транзицијски општества, кои што никако не можат да созрат и цело време бараат некој ментор, таа од Брисел, таа од Вашингтон, постојано да им кажува што е во ред, што не е. Потоа браќата Ремер сметаат дека доаѓа оној период на младоста, на созревањето, каде што веќе се доаѓа до некои сознанија, до некои одговорности, но сето тоа е со една виолентна свежина, една виолентна свежина, каде што навистина се сака преку ноќ да се промени светот. Ние тоа го гледаме во разни студентски протести. На крајот на краиштата, младите се секогаш носители на било која насилна промена, револуција, герила, милитантно движење. Потоа доаѓаат оние зрелите, кои што веќе сваќаат до каде може да се оди, дека после секоја војна доаѓаат преговорите, например, наједноставно, и на крајот се оние старите, кои што го имаат искуството, тоа и во антиката, например, им се признава секогаш постои тој совет на старците, ете, и во тоа амазонско племе, што го спомнавме на почетокот, постојат такви луѓе кои што едноставно со своето искуство веќе се мудреци, многу повеќе мудреци, многу помалку војни, многу помалку дипломати, и би можеле така да ги поделиме на некои војни, дипломати, мудреци, како некои, да ги наречеме, етапи во развојот на животот на човекот, но и на општеството. И браќата Ремер сметаат дека оние радикални движења, ете, сите тие движења кои што веќе ги спомнавме, милитантни, но и радикализмот во политиката општо, и радикалните партии, се во основа карактеристика на младоста. И тие го земаат примерот на Алкибијат, еден атински државник кој што цел живот навистина се однесувал крајно инфантилно, крајно детски. Имало случаи, например, да силувал свештенички во храмови каде што воопшто обични смртници не можеле да имаат достап, па да пребегувал кај непријателот. Едноставно човек на кој што повеќе би му било место во некој филм со Джеймс Бонд, отколку да има некоја одговорна државна функција, но не случајно тој човек се нашол да биде одговорен токму во времето кога демагозите владееле со демократскиот поредок на древна Атина. Значи, таков човек можела да изнедри масата која што се добрала до значени функции и одлучувала. Од друга страна, например, браќата Ремер сметаат дека Перикле, веќе еден одговорен државник, кој што и тоа како бил значаен за конкретни воени победи, бил врста на вечен млад човек. Вечен младич, например, човек кој што е полн со енергија, кој што умее да биде и воин, да заповеда, но сепак не може некако да има таа зрелост на дипломатот, а тоа му го дават тие на Цезар. И се што е разликата? Па разликата е, Цезар е човекот кој што веќе ствара крупни проекти, но според нив Август, ете наследникот на Цезар, е апсолутистот, старецот веќе, вечниот старец и како млад, стара душа. Има old soul, еден термин. Тоа се тие луѓе, нив им го придаваат карактерот на апсолутисти, на реакционери, но ние вечни чувари на поредокот. Ние знаеме од латинскиот реакција да се реагира, значи да се има една акција во спротивен правец со цел за зачувување. На што би се прашале? Па само луд човек би го зачувал она што е лошо. Јасно дека реакционерот го зачува она што вреди да се сочува, во овој случај стариот мудрец, конзервативниот или оној зрел човек, дипломатот, го конзервира, нели, она што вреди да се сочува, исто како што младиот, во овој случај браќата Ремер сметаат дека тоа се тие либерални тенденции, оди кон создавање, кон освојување на слободата, би рекле, кон освојување на идеалот, кој што потоа тие конзерватори го сочувуваат. Ова е многу интересна една диалектика, која што многу лесно може пак сега да се преточи на конкретните народи. И браќата Ремер, а и нивните наследници во политичката теорија, успеале да пронајдат на десетина различни партиуми во разни земји. Например, Франција дефинитивно имала, посебно во времето на револуцијата, елементи како на ова детско-младешка вечна радост, значи на таа инфантилност, на таа игривост на Алкибијат и на радикалите. Тоа јасно се гледа во француската револуција, но од друга страна и она младешка
политичка виталност, која што се видела и со Наполеон, се виде и со создавањето на Европската заедница за јаглен и челик. Од друга страна, на слобода, братство и еднаквост, паролата на Француската револуција, фон Билов, големиот германски државник, одговара и ние имаме едно наше свето тројство, но тоа е артилерија, пешадија, морнарица. Значи, на германските идеали, на француските идеали, германските конзерватори, јас би рекол, зрелата германска господа одговорила со нешто сосем друго, одговорила со чување на поредокот. И не случајно Првата светска војна и се сваќа на овој начин, и тоа од не германски, од француски десничари, например од никој друг до Шарл Морас, например, еден од водачите на француските монархисти во Француската република, например, десен до Срж, кој што смета дека ова е борба, значи тој е лојален на Франција, но признава ова е борба на идеалите, борба на идеалите од 1789 и наспроти нив ги спротестувуваат идеалите од 1914, а тоа се конзервативните идеали на поредокот, на монархијата и на војската. Руското православно царство од 19 век исто имало пак свое тројство. За нив тоа бил царот, народноста, руската народност, нели, и православието. А ова е пак реакционерно. Ова руско царство било носител на една мудрост, и не случајно дали е толку писатели, философи, дали е толку, например, уметнички дела, балети во тој 19 век, затоа што Русија тука ги чувала, се навраќала на оние вредности кои што е направиле тоа што било. Дали на овај начин може во таа партиума сега да правиме екскурзии по сите тие земји, дали денешната германска партиума има некои елементи од фон Билов? Има, апсолутно. Не случајно Welfare State-от, државата на благосостојба, е дело на демохристијаните. Дали револуционерните елементи натаму имаат некои елементи во Франција, има, доста се подсетиме на 68, доста да се подсетиме на жолтите прслуци, вечно бунтовни, наспроти вечните редари, ајде да ги наречеме вечните конзерватори, германците, духовните руси и кој знае какви се не други народи. Наша задача мора да биде да ги пронајдеме нашите елементи и на политиумата и на партиумата и да се запрашаме кој е тој дух кој што е на нивото на културата, кој што ние сега го дестилираме во политиката, и која е таа конкретна партиума. Дали е тоа духот на младите, на старите, на радикалите, на конзервативците, и кои конкретни партии, кои се тие наши карлисти, фалангисти, републиканци, комунисти, кои што во овој конкретен момент пак би можеле да дадат резултати во согласност со нашиот дух, со ова време и со овој простор. Во тоа име, јас ве поздравувам.